Знаете што, пред некој ден прочитав како на брифингот со новинарите господинот Заев кажал дека му се гади од судиите. Јас нема да го кажам тоа, но ќе кажам дека она што денеска и вие самите можете да го чуете, беше нешто што се надевам не се случува секој ден во судовите, туку е специјално само за нас. Имено, на минатото рочиште, како што веројатно можете да видите ако бевте присутни, судиите од Советот донесоа задолжување за СЈО да ни ги врачи доказите, кои што не се примерки. Значи, секои докази се даваат на обвинетите и на одбраната да може да ги анализираат, да се подготват за кога ќе дадат воведен збор и подоцна кога ќе биде судењето да се подготвени. И 5 пати повтор дека доказите ќе ни бидат врачени и даде и датум на 2 февруари во толку и толку часот. Не само што не ги врачи доказите, туку денеска судиите си ја поништија својата одлука, односно задолжувањето што го дадоа на СЈО, без никој да им го бара тоа. Ниту СЈО го побара, барем јавно не, можеби зад кулисите го побарале, зад завесите што се вели, ниту пак ние го побаравме. Си донесоа одлука самите да си ја поништат собствената одлука од пред 14 дена. И затоа мојата реакција беше дека веќе ова станува фарса, станува пазар. На ништо не личи. Но зашто до сега не едно рочиште носат една одлука по 14 дена. Во услови кога законот не се сменил, истиот е закон. Истиот судија си ја популкува својата одлука. И си донесува обратна одлука од таа што е донел претходниот пат. Ме разбирате? Тоа е тоа што реагирав, се извинувам да завршам го. Тоа е тоа што реагирав во правец дека ова судење станува фарса и сите овие судења. Стануваат една тешка фарса и го кажав тоа што го слушнавте дека ако веќе ја донеле одлуката во глава според начинот како се водат судењата, се чини како да е донесена одлуката во глава, дека не третираат, дека си ја прочитаат пресудата, да знаеме што е. Тоа е тоа. Зошто до сега ги немате слушано? И забележувате, иако ви е понудена таа можност да одговорите ми на тоа прашање. И забележувате дека нас ни закажуваат на неколку дена рочиште, а на Заев на 2 месеци. Например, за следната недела, за 3 различни предмети, имам од понеделник до петок секој ден рочиште. А на Заев му закажуваат на 2 месеци. При што понекогаш кога нема како да се одложи, самиот обвинител бара начин како да се одложи и замолува да се одложи. Тој што го обвинува. Значи, тотална фарса. Тотална фарса. Судот е готов пред една година е готов судот. Прашите некои други инстанции во Министерство за правда зошто не го пушта. Не, речи си пред една година е све завршено. Значи некаде можеби не една година, некаде јуни, јули е све завршено. Не знам зошто не го пуштаа. Зошто се битни да ги имате снимките? Може ли да ни објасните за да ги чуете? Зошто се битни за да ги поседувате? Претпоставам дека за голем дел знаете за. Прво да ви кажам. Сите знаете, јавноста тоа го знае и судиите го знаат тоа, но се под политички притисок. Снимките се незаконски прибавени, прираните материјали. И во ниедна држава во светот тие не се употребуваат како доказ или од нив не се излекува доказ. Во ниедна земја во светот. Од Америка до Јапонија, од не знам, од Шведска до не знам која држава. Тоа е само тука, исклучиво заради политички притисок и политичка хајка што се прави. Тоа се невалидни докази. И токму затоа ние во фазата на истрагата одбивавме да ги слушаме, затоа што јас е незаконно. Член 12 на законот за кривична постапка многу јасно кажува. Мислам да ни го даде, а ние да го напишеме законот својрачно, не можеме подобро и појасно да го напишеме. Бидејќи во него многу јасно стои дека секоја незаконски прибавена снимка, независно дали е аудио, дали е видео, не може да биде доказ во судска постапка. И сега под политички притисок, немајќи никакви други докази, судот донесе одлука, апелациониот суд донесе одлука да станат тие некакви докази. Тоа е смешно, тоа го нема никаде, тоа е фарса. Не разбирате. И сега викаме добро, кога више ги правите докази, дајте ни ги доказите. Има некој закон, ако се примерки,
значи со наредба од суд и така натаму, не може да ви ги дадат, туку мора да ги слушате во судот. Овие не се примерки. И судот нема никакво образложение зашто не ги дава. Освен што обвинителството не им го дава тоа затоа што можело да се компрометираат, може да се манипулира со снимките. Ви благодарим. Ние тоа одамна го зборуваме дека може да се манипулира и да се компрометираат снимките, но ни говореа дека тоа не е можно. Сега испадна дека можело да се смена снимките, да се компрометираат, да се изманипулираат и затоа не ни ги давале. Тоа е смешно образложение што ни го прават. Дали ќе доаѓате во судот да ги слушате снимки? Ќе видиме тоа.